Добре, криптоентузијасти, како што ветивме, денес ќе направиме видео за вести. Гледате, значи, колку што можеме повеќе сме тука на пазарот, без разлика дали има големи вести или не. Значи, тука сме за нашата македонска заедница, колку што можеме повеќе да известиме за оно што се случува. Сега, првенствено за вчера сакам да појаснам уште еднаш за оние кои што гледаа нашата слика, оној пост кој што го направивме касно вечерта, дека во овие 2 дена имавме буквално големите играчи направија солидна пара. Пазарот сепак порасна, многу од овие валути кои што беа, да речам, пред само 2 дена многу пониска цена се многу повисоко, иако добивме солидна корекција, но овдека јасно можеме да видиме од каде таа корекција потекнува, со тоа што првиот ден на 13 јули, кога ја добивме пресудата на Ripple, добивме 193 милиони, гледате овдека на црвениот дел, каде што пишува на сите заедно менувачници, 193 милиони ликвидирани шорт позиции, и уште еднаш ќе напоменам, леверидж е многу опасна работа, си играте со големи играчи и ова е прост пример за тоа. Значи 193 милиони ликвидирани шорт позиции, кои што имаа стоп лос очигледно на 31.1, со оглед на фактот дека преминавме преку 31.1 на биткоин зборуваме. Додека следниот ден нормално кога веќе сите мислеа дека тргаме нагоре, истите овие играчи изиграа обратно целата ситуација, односно продадоа голем дел од своите биткоин држења, со цел да ја бутнат цената назад до 30.000 и да ги ликвидираат сите оние кои што поставија лонг позиции со шорт негде околу 30.000 на биткоин цената. Така да, уште еднаш ќе напоменам, значи многу од луѓето, јас се радувам поради ваквата одлука на Ripple и сето оно што го предизвика на пазарот, но уште еднаш ќе напоменам, ние се наоѓаме на самиот почеток на bull маркетот. Не знам колку пати сум го повторил ова. И повторно ќе ви кажам. Она што го напишав на порака веднаш под самиот пост е дека не очекуваме ништо до следниот халвинг април 2024 година. Се што ќе добиеме е плюс. Значи не можеме да се надеваме на некои потенцијални одлуки, потенцијални купување, потенцијални партнерства, туку можеме да се надеваме на биткоин циклусот кој што досега 3 пати поред не разочарал, а тоа е голем период од скоро 12 години и затоа и понатаму продолжуваме со истиот тој циклус. Така да, уште еднаш ќе напоменам на сите оние кои што мислеа дека ќе станат мултимилиардери преку ноќ, значи да, имавме позитивен скок на пазарот, гледаме дека поголемиот дел од криптокоините и понатаму се во солидна позитива од 3 дена порано, но тоа не уменува фактот дека сме се уште рано до следниот bull маркет. Значи не го заборавајте тоа, ние го повторуваме скоро секој видео, сакам тоа да ви биде како правило. Значи уште еднаш ставете си го биткоин халвинг часовникот на вашиот десктоп и секогаш кога ќе ви дојде дека ќе станете мултимилионер, пуштете си го да видите дека се уште има време додека дојдеме до тоа. Се што ќе биде плюс е позитивно како за мене, така и за вас, но тоа не го менува фактот дека сме рано до следниот халвинг кога се очекува следниот bull маркет, како за биткоин, нормално така и за алткоините. Сега, мислам дека овој дел го расчистивме доста. Уште еднаш ќе напоменам, ликвидации, пазете се. Значи, гледате, денеска е доста мирно, со оглед на фактот дека вчера очигледно очекуваа дека ќе трне многу нагоре цената на биткоин, па со тоа и цената на алткоините и големите играчи тоа го искористија. Но, знаете како, прашање на време кога ќе се искорени овие леверидж позиции, кога ќе се искоренат луѓето кои што се спремни да купат, се разбираме. Најчесто пазарот тргнува нагоре кога најмалку очекувате затоа што веќе нема интерес. А тогаш големите играчи се свесни затоа што веќе нема интерес и нема кого да ликвидираат, дека треба конечно да ја тргнат цената нагоре со цел да добијат нов интерес на пазарот и луѓе кои што ќе влезат за својот капитал. Тоа е и поентата на Wyckoff шемата, ако сте ги следели нашите видеа, ако не, погледнете во едукацијата за техничка анализа која што имаме и кога ќе погледнете дека ќе ви стане јасно дека тоа го предизвикуваат големите играчи. Тие се тие кои не дозволуваат цената на биткоин да пробие нагоре моментално. Тоа да ви биде јасно. Сега. Со оглед на фактот дека сите имаат своја теорија, сите знаат што се случило, па дали бил крив, дали не бил крив. Значи, Джереми Хоган во оваа ситуација е практично еден од оние кои што го следи овој случај од самиот почеток. Значи, јас Legal Briefs го гледам уште од првата епизода. Ова е еден од оние адвокати кои што беа директно засегнати не во случајот, туку со сопствени држења на XRP. И истиот детално го следеше целиот овој процес. Ова е последното видео од неговиот канал, каде што можеме да слушнеме точно што се случило и каква е одлуката на овој суд заедно со
потенцијал за жалба кој што може да го добие СЕК. Значи да послушнеме што ќе каже он, па после тоа ќе можеме да заклучиме самите за себе, затоа што јас сум правник и адвокат во Македонија, но не во Америка. И затоа не се дрзнувам јас да толкувам, значи може да давам свое мислење, но не ви давам јас финално мислење како што гледам некој на групата Криптовалути Македонија, они веќе реферати напишале за тоа како тоа се случувало, а 99,9% од нив верувам дека немаат појма за американско право, извинете ако се навредили, но тоа е реалноста. Не може вие да кажувате мислења за право кое не сте прочитале ниту една страница. Се разбираме, да бидеме реални. Тоа е како јас сега да седнам на програмери да почнам да им кажувам како треба да програмираат, а јас значи не знам 2 реда од програмирање. Се разбираме, значи тоа е реалност. And go along with thousands, hundreds of thousands of other people. So good on you. So, in summary, the order by Judge Torres punishes Ripple to the tune of $700 million or something. It lets them completely off the hook for over $1 billion more. Finds that the buyer of an asset must be aware of who he is buying from in order for there to be an investment contract, and states that secondary market sales of a digital asset are not sales of securities. Ева га се. Значи вели, судот моментално ќе го казни Ripple за околу $700 милиона, она што го продал на институционални играчи. Но нема да го казни за се останато дека што е повеќе од $1 билион, сега зборуваме во моментот кога го продавале, тоа зборуваме најназад години, со тоа што веле. Одлуката на судијата е дека ако вие не сте знаеле од кого купувате и каде овие пари одат, со оглед на фактот дека вие купувате на второстепен пазар, вие не купувате директно од Ripple, тоа значи дека не постои договор врз кој што би можело да се препоставува дека ние практично сме купиле хартија од вредност. Тоа значи дека јас и вие кои што сме купиле Ripple од некоја обична перза, не сме имале практично, барем поголеми дел, немаат ни појма што уствари е Ripple или дали Ripple работи во позадина за доброто на XRP. Така да поради оваа причина судот ќе ги казни за институционалните продажби, што нас не интересира, но нема да ги казни за оние продажби кои што ние сме ги направиле индиректно од самата компанија Ripple, и легално е да се продава Ripple на берзи. Значи, во оваа ситуација нели менувачници зборуваме. Значи, крај. Нема тука дали ни се допаѓа или не. Значи, тоа е толкување од луѓе кои што многу подобро разбираат од мене и од вас, дека е официјално дозволено Ripple да се тргува на берзи, што го видовме од досегашните случувања, каде што на поголемиот дел од најголемите менувачици во Америка добивме релиз на XRP. Не е тоа дали ни се допаѓа, тоа е реалност. She punishes Ripple a little, saves you and me, and sticks a big hole in the SEC's litigation vote regarding digital assets and control of exchanges, all in the best way possible to make the decision as appeal-proof as possible. Сега, овдека ова што кажа исто така многу битно. Вели, прави вика голема дупка во самото тоа што се обидува вика да го докаже СЕК околу регулирањето на криптосферата и криптоменувачниците, дека е јасно правото што очигледно не е. Значи, она што ви го кажав и самиот Джереми Хоган го потврдува. Моментално кажува дека овој материјал што сега го добие, што уствари сега е моментално право, ќе биде искористен против СЕК, првенствено од страна на Coinbase, за кој што ќе поразговараме само за неколку минути после завршувањето на ова видео, каде што јас уште еднаш ќе ви напоменам. Значи, она што победи Ripple, гледам дека некој почна да ми замеруваат. Извинете што победи Ripple, се извинувам. Значи, уште еднаш ќе напоменам, они очигледно луѓе или не ги гледале моите видеа, или па не гледале никакви видеа, или живеат под камен. Значи, победата на Ripple во оваа ситуација е уште побитна за криптосекторот, почнувајќи од Coinbase, со оглед на фактот дека сега Coinbase има основа, значи пресуда врз која што ќе може да се бори со СЕК. Затоа ќе поразговараме малку подоцна, сега да разговараме во овој надел каде што детално објаснува во однос на Ripple и најбитниот дел дали имаме опасност од тужба и кога, жалба и кога таа потенцијално би дошла. Wow. At first I didn't get it 100%, but now I think it's genius. И нормално овде како потенцира дека уствари судијата тоа го направила за да не заштити нас, второстепените купувачи на Ripple, за да не настрадаме поради институционалните купувачи кои што немаат врска директно со нас. Никој од нас не купил директно од Ripple. And so, briefly, where from here? First, the individual defendants will have their trial maybe early next year. Either side can appeal this ruling, but that would be a request for what's called an interlocutory appeal, and those are very rarely granted. Instead, it's more likely to me that appeals happen after the trial,
And with the trial in 2024, even early 2024, and appeals, of course, taking a long time, this decision is probably solid through and into 2025. And that's a long time. A lot of things. Значи што моментално ни кажува? Кажува дека индивидуалните судења кои што ќе бидат направени за Бред Гарлихаус и неговиот партнер, кои што наводно ќе започнат почетокот на 2024 година, каде што они директно ќе бидат гонети од страна на СЕК поради тоа што продале на институционални играчи. Значи, дури после завршувањето на ова судење ќе има право СЕК да практично поднесе жалба во однос на Ripple и на сето она што моментално е одлучено од страна на судијата Анализа Торес. Значи, она што го кажува е дека најрано тужба би дошла негде во 2025 година. Што значи дека ние ќе поминеме практично цел bull market пред потенцијално да дојде жалба во однос на тоа што моментално е одлучено од страна на овој судија. И повторно, она што го кажа, колку што јас разбрав, е дека претежно ваквата жалба би била посветена повеќе на нив директно, на Бред Гарлихаус и на како и да се викаше другиот, отколку на ова каде што се одлучува дека Ripple е веќе легален за тргување, извинете, XRP. Зошто го кажувам ова? Значи, повторно, од мојата правна позадина ќе ви кажам вака. Ниту една пресуда не се извршува додека не бидат целосно исцрпени сите правни лекови. Односно, сите жалби и сите потенцијални, зборуваме, правни лекови кои што можат да бидат имплементирани во однос на одредена пресуда, мора да истечат роковите или пак ако некој ги поднесе, да бидат реализирани пред конечно да стане правосилно одредена пресуда. Во оваа ситуација ние имаме следниот ден релистинг. Истори се извинувам, истиот ден релистинг на XRP. Така, што значи дека очигледно, ја верувам дека овие големи новашици имаат правни тимови кои што знаат што прават, така. Што значи дека чим добиле релистинг, ова е правосилно. Чи тоа е тоа. Дали сакаме ние или не, тоа е реалност. Can happen to them. So, congratulations to you. I can't tell you how happy I was for you when I read this order because you. И само пред да завршиме ова најбитната работа, значи слушајте внимателно што ќе кажеш сега. Now own the only major digital asset with regulatory clarity. I can't tell you how happy I was for you when I read this order because you now own the only major digital asset with regulatory clarity. Значи, два пати го пустиш за случајно да не го слушаш некој првиот пат. Вели, вие моментално ја поседувате единствената криптовалута која што има правно документирана позадина дека е легална. Значи не е хартија од вредност, туку е нешто друго и тоа е докажано со пресуда. Единствената, значи пак ќе напоменам, знаеме дека биткоин никогаш нема да биде задрен со оглед на фактот дека е доволно децентрализиран, тоа го кажа и самиот СЕК, тоа не го менува фактот дека само Ripple има правна позадина. Додека не добиеме закон, тоа е тој коин кој што има правна позадина во Америка да биде легално тргуван на менувачици. Така да уште еднаш гледате од човек кој што го разбира ова многу повеќе од мене, кажано сега. Сакам да обрнам малку внимание, дали ми се лутите или не ме интересира, значи ова е битна работа која што морам да ја забележам затоа што гледам дека сега и на групова, значи ја не би постирав 10.000 постои Ripple победи. Јас оно што го постирам со цел да ви покажам дека победата на Ripple е многу побитна за целиот криптосектор отколку за самиот Ripple. Што сега ќе ви го докажам со самиот Coinbase, кој што директно зависи од оваа победа на Ripple. И второ, не ги разбирам овие потреби од трибализам, стварно не ги разбирам. Што е са Ripple го победи Купов и сега ќе се жалите дека судиите не суделе како што треба и пенално досудиле погрешно. Буквално така звучи вашето жалење на моите постои или на постоите на Дени или на било кој. Во ред се пошалив малку, нели? Ви ставив пост во однос на она за фракацијата од како и да е Спарта, нели? 300. Значи во ред шала е, ама на крајот од денот еве вака звучи, само да ви покажам. Ripple's an unregistered security. It's pretty obvious. There's a company, right? Just like Ethereum is an unregistered security. Yeah, I think the best thing for the world would be if the SEC pretty much shut down all of it. Значи, секоја чест на дечкото што е пионер за биткоин и е борец на препознавање на биткоин, негово имплементирање и сето тоа. Значи, дечкото е изгубен во однос на се друго. Значи, може да ми кажете колку сакате, не мора да биде Ripple. Дечкото е против се. Значи, овие максималисти биткоин што се моментално како батево,
Они се против се. Значи ништо не смее да постои освен биткоин. Еве неговата желба Ripple да ги изгасне сите, извинете, SEC да ги избрише сите и да ги направи нелегални, очигледно не успеа. Сега би сакал да го прашаат, јас од вај чекам некој, сигурно ќе го праша наскоро, да видиме што ќе каже, значи уште еднаш ќе напоменеме што уствари кажал дечкото, да не се заборави, значи не е само он, многу окружува. It's pretty obvious. There's a Pretty company, obvious. Значи right? на Just сите like им Ethereum очигледно is само an очигледно unregistered нас не. security. Yeah, I think the best thing for the world would be if the SEC pretty much shut down all of it. Значи најдобро би било за светот вика ако SEC ги едноставно избрише сите овие. А сега што правиме? Кога не ги избрише и кога еден од нив има позитивна пресуда дека не представува security, значи уште еднаш ќе напоменам. Ова го кажав, ќе го кажам повторно. Се понашаат луѓево како да треба само една да постои и нема тука дали сакаме не или не. Значи во оваа ситуација мене сега добив и коментар нели од мојот партнер на каналов за подкасти, значи што ќе напоменам. Тоа дека Ripple е добил случајов, значи ќе видиме што понатаму ќе направи, сега не навргуваме тоа. Арно, пак ќе кажам истиот пример и сега ќе го кажам јавно. Значи ова е, мене ми се топање Мерцедес и само Мерцедес треба да постои, другите фабрики сите треба да се затворат, поради тоа што Мерцедес е најдобар. Зошто? Затоа што мене ми се топање. Значи единствената причина која што имаат сите овие луѓе кои што кенкаат за Ripple, кенкаат за сите останати, мене ми се допаѓа оваа валута, другите не треба да постојат, затоа што мене ми се допаѓа. Значи тоа е жално. Во денешно време кога што имате волку голем степен на развој на технологија, значи гледајте да не се понашате од типот само мојата валута треба да победи, сите други ќе одат до нула. Значи тоа е прво жално, а и второ глупаво да го кажете, со оглед на фактот дека очигледно секој од овие, нели, криптовалути се наоѓа свое место во оваа технолошка сфера. Така да дај да запреме со ова, нели, доволно. Сега, како Ripple ќе му помогне на Coinbase да победи? Погледнете го. Welcome back to Fast Money. Ripple ripping higher today after a New York judge handed the cryptocurrency a major win in an ongoing legal battle with the SEC. The coin hitting its highest levels since December 2021. Other coins coming along for the ride. Kate Rooney's got the very latest. Kate. Hey, Melissa. So the court's decision today could have implications for the future of the crypto industry. To set the stage a bit here, the cryptocurrency XRP that you mentioned was created by a major company in the space. Добро, сега, вовед, нели, као деме, ќе има од каде потекнува, која е компанијата, сето тоа, слушате го делот каде што објаснува како Ripple ќе му помогне на Coinbase и ќе покажеме дека му помогне на Coinbase, оглед на фактот дека неговите акции во последните неколку година рипнаа без ненормално. Called Ripple. The SEC had sued Ripple a few years ago on grounds that it sold an unregistered security. Today, a U.S. district judge ruled that yes, sales of the cryptocurrency to sophisticated investors, so hedge funds or VCs, were an illegal unregistered securities offering. But this is key. Sales to regular investors on an exchange did not violate the law, and that Значи, она што ви го кажа Джереми Хоган, еве го сега го кажуваат на вестите, и тоа е директно поврзано не само со Coinbase, туку со сите останати менувачници, вели. Значи, дека ако директно компанијата продала на VCs, односно Venture Capitalist или на некој друг тип на институционални инвеститори, тоа представува хартија од вредност. Но, ако ова вие сте го купиле на менувачница, крај на мојот, не представува хартија од вредност. И ако тоа е случајот со Ripple, тоа е случајот со сите останати кои што моментално се практично причината поради која што го гонат Coinbase. Така, слушајте. That has been core and at the core of the SEC's recent lawsuit against Coinbase. SEC Chair Gary Gensler has argued that most crypto tokens, aside from Bitcoin, are securities because buyers have the expectation of profit. Значи, она што го кажа Жабоков, Гери Гангстер, е дека поголемиот дел од токените се securities и поради тоа го тужат Coinbase дека он требало да знае дека тоа представуваат хартија од вредност. А сега што прави? It used that reasoning in suing Coinbase and Binance, arguing that they broke the law by listing certain tokens. Both of those companies are fighting in court, and they argue that the SEC is overreaching here. So if other courts follow in the wake of today's decision declaring the cryptocurrencies are not securities, Значи тоа е и што они ви го кажуваат, тоа и јас ви го кажувам, тоа и многу други ќе ви го кажат, само треба да се гледаме на време. Очигледно ова пресуда ќе биде во корист и на Binance и на Coinbase, и да не заборавиме на сите оние проекти кои што моментално беа наречени хартија од вредност. Сите, ADA, Matic, Solana, Algo, останатите сите, затоа што сите иста технологија, станува збор за Ledger технологија и ниту една од овие компании директно не ги продаа на менувачниците, се разбираме. Така да, сега јасно ли ви е колку е големо? Еве, кажано ви од вестите, не ви го кажувам јас,
вестите во Мурика ви укажуваат, овој Жабоков што моментално гледате на сликичкава, како ќе го објасни ова за 3 дена на 18 кога треба да објаснува што правиме сега кога XRP е прогласен за дека не е хартија од вредност. Тоа значи дека ниту една друга валута не е хартија од вредност. Тоа значи дека и Coinbase и Binance не може да бидат тужени со оглед на фактот дека овие коини и токени не се хартија од вредност. Сега јасно ли ми е колку е ова позитивно и сега гледате ли зашто јас се радувам толку многу поради победата на Ripple? Затоа што моето портфолио не е само Ripple, моето портфолио Ripple е 25%, сега малку повеќе. Но иначе имам ја уште 75% од токени кои што треба да се секирам, од кои повеќето беа наречени securities. Истото и за ADA, и за Matic, и за Algo. Да речем, 3 од најголемите кои што ги поседувам беа наречени хартија од вредност. Така да јас не го гледам ово само за Ripple, го гледам за целиот сектор, а треба да го правите истото и вие. Сега јасно ли што ви кажам? Значи кога може многу да го наштети случајот на SEC, затоа што во оваа ситуација што правиме? Значи што сега кога XRP не е хартија од вредност? Just raising its price target on Coinbase to $110 from 75 as a result here saying we believe Сега, оно што кажува, значи директна, значи еве јас и овие да не се оправам. Еве директно што се случи во последните 5 дена. Значи, гледате, 33%, знаете ли вие што е 33% за хартија од вредност? Тоа е ненормална добиток. И тоа е откако го постигна својот врв на $112, сега моментално се коригираше до 105. Така, од претходна вредност од 86. Значи 33% на вредноста на хартијата од вредност на самиот Coinbase е огромен плюс поради оваа пресуда. Значи, тоа е тоа. Оваа пресуда очигледно многу луѓето што разбираат, сваќаат дека ќе му доведе победа на Coinbase затоа што тоа е причината поради која што Coinbase е тужен. Значи гледате како помага на целиот криптопазар, ова е само почеток. Значи оваа пресуда ќе помогне на многу други проекти да се обранат од SEC. Што значи дека конечно ќе имаме некаква јасност во однос на криптосекторот во Америка и ќе помогне на сите криптовалути да добијат на цена. Значи тоа е поентата, треба да гледаме големата слика. И да не заборавиме. How about swapping out the management of Coinbase, finding a new leader that doesn't want to be Don Quixote in front of windmills and constantly fight a regulator that's told him 3 times no. The answer is no, and he's a great guy. Putting someone else in there, he's a pioneer, but if he worked for me, I'd fire him. Значи, уште еднаш да се вратиме на фактот што ја постојано ви кажам. Значи, ево, гериатрија. Значи, вие луците се колку сакате, тоа е реалноста. Честни случаи на оние кои што навистина се обидуваат со оваа технологија, значи, овој не можам да го поднесам. Прво му беше, значи, лева рака на дечкото што е у затвор моментално, значи Sam Bankman-Fried и FTX, беше лицето на FTX, така. Па не, после тоа беше како Binance го пут на FTX, така. После тоа Coinbase значи си ги повлече, значи дечкото имаше огромни пари внесено во Coinbase и си ги повлече парите. Еве со ова моментално изрека што слушате, дури ова не е целиот дел, не може да го најдам за жал. Целиот дел вели би го земал, знаете како кога кучето ќе добие беснило, така. Вика би го земал, вика позади шупата, вика и би го заменил. Се разбираме што сака да каже, така. Па еве, значи тие гериатрија што не можат вака до тука. Еве волку е нивниот визит моментално. Значи овој е човек кој што нели живеел во времето кога уште телефоните биле со жица, че јас сум живеел, ама верувам дека поголемиот дел од неговиот живот биле такви и нели кога радиото било најголема технологија која што била донесена во тоа време. Значи истиот овој сега он кажува што и како треба да биде. Сега да го прашам истиот овој мрсул, по не знам кој пат, значи ова знаеш што е најголемиот проблем. Ова се тие мултимилионери кои што за жал обичните смртници ги следат. Се разбираме? Значи, овој го креира мислењето кое што е моментално им. Он кажува кај треба да се инвестира, што е паметно да се купи. Каде е сега, чекаме и он и Майкл Селер да бидат прашани, а сега што прави? Сега Coinbase треба ли да го земеме човеков да го пукаме позади шупата или не? Зошто? Затоа што се борел. Значи, уште еднаш неговиот проблем што е? Абе, вика, чиме институција он мора да ја управа? Сега што правиме? Значи, уште еднаш, пазете кога слушате, правете сопствени анализи и сопствени проценти за тоа во што инвестирате. Не слушате гериатрија, гледате какви се реалните ситуации, значи вие не може глобална сцена моментално имате. Се тепаат држави за тоа кој ќе направи прв регулатива за крипто, кој ќе направи
поголем прием на големи проекти, на сето тоа што може да се преземе од оваа сфера пред да биде прекасно, и вакви гериатрија екипа ви кажуваат како ова е пред еден месец. Ви кажуваат како нема Coinbase, тоа нема ништо готово, Coinbase ќе пропадне, нели овој треба да се испука. И сега наједно што правиме сега, кога ова ви е доказот дека очигледно Coinbase нема да пропадне и дека тоа што BlackRock го зема Coinbase за партнер не е случајност, така. И дополнително оваа пресуда ќе помогне Coinbase да биде во право. А сега, значи, многу луѓе го слушале гериатрија и си ги продале акциите во Coinbase. Сега што правиме? Затоа, не само мене и било кој друг, не смеете да слушате само еден извор. Треба да ги слушате сите страни и на крајот да направите собствена анализа за тоа што мислите вие дека е правилната слика. И на крајот на никого да не бидете лути, освен на самите себе си за тоа како сте одлучиле што понатаму со вашето портфолио. Тоа е една од најбитните работи кои што мора да ги научите на мојот канал. Вие сте одговорни за вашето портфолио и никој друг. И не може да ја префрлате вината на еден или на друг, мора да седнете да направите собствена анализа. Тоа е најбитно. Сега. Мораме да напоменеме уште една битна работа која што моментално тоа е. Значи имаме два Black Swan евенти кои што се наскоро. Едниот не е Black Swan, ајде да речеме сив лебеди. Значи проблемот е што за жал Мурика поседува околу 40.000 биткоин, кои што се уствари земени од овој Silk Road хак, каде што практично е уопсен самиот хакер, и овие 40.000 они веќе продаваа негде околу 9.000. Тоа значи дека им остануваат нешто повеќе од 30.000 биткоини. Дури имаше спекулација дека вчерашниот пат е директно направен од страна на Америка. Значи во однос на нели као Ripple победи, памп нема памп, сега дамп, така. Иако се уште не е потврдено, но погледнете веста доаѓа од 12 јули. Иако сега, нели, да речеме на крајот од денов, они сигурно знаат малку повеќе за тоа какви ќе бидат пресудите, но на 12 јули, ако е коинциденција добро, ако не пак добро, се пренесени 9.000, тоа е во оваа ситуација 1/3 од предика од оние кои кои што му се преостанати, од еден новчаник во друг. Дали станува збор за продажба, дали станува збор само за преместување нови кои, не знаеме, но затоа што многу луѓе ги следат овој wallet кој што ги поседува овие коини, ваквото преместување направи паника на пазарот и затоа и добивме мал пат, но како и да е, ова е само практично од 21 милион да имате 30.000 биткоина не е голема работа, но да дампнете 10.000 биткоини во еден момент на пазарот може да направи, да речам, паника на пазарот во овој момент. Така да тоа е една од работите кои што мораме да ги земеме во предвид, дека наскоро може да се случи и верувам дека како ќе се движи нагоре цената, се поголема веројатноста дека Америка ќе направи дамп на овие на овие кои што ги поседува. Сега, не заборавајте дека ова за Америка е ништо. Значи колку е ова? Ајде да видиме колку е нивната целосна вредност. Значи во 2021 ноември, значи тоа е практично самиот bull market, комплетната вредност била 3,36 билиони биткоин. Така. Значи тоа била комплетната вредност во најголемиот дел од биткоин, највисокиот дел од претходниот bull market, што значи дека сега ова е нели преполовено барем, ако ништо друго, и дополнително да не забравиме дека долгот на Америка е во трилиони, значи 1 билион е ко вајда, не знам, ќе може да покријат плати на поштарите во Америка за еден месец, нешто од тој стил. Како и да е, ова не е голема работа и за нив е тоа многу ситно, но за нас може да направи проблем на пазарот во оној ден кога тоа ќе се случи. Така да имајте го тоа во предвид дека ќе се случи потенцијално. Сега следна битна работа која што може на вистина да направи штета на целиот криптосектор е овој момент. Не знам дали знаете, но ние го следиме ово уште од самиот почеток. Значи тоа беше уствари падот на Genesis, дел од DCG, Digital Currency Group, најголемата компанија со најголем влог во криптосферата, во многу значајни проекти, со тоа што Gemini моментално ја тужи DCG, Digital Currency Group, и Barry Silbert, кој што е уствари CEO на Digital Currency Group, за практично измама. Зошто? Затоа што кога Gemini сакале да престанат со работка со Genesis, кој што беше во сериозна криза, поради тоа што сега, не знам дали сте го следеле претходниот bear market, значи да не навлегуваме, ако сакате да научите нешто повеќе за ова, само запишете DCG на нашиот канал и ќе ги најдете претходните видеа за да ви биде појасно. Во кратки црти, DCG околу 1 билион долари му биле
дадени од страна на Gemini, на позајмица, кој што истиот нели ги вложил во одредени проекти, со тоа што дел од овие проекти беа Celsius пропадна целосно, што значи дека моментално и нели останати, но како и да е, самиот Genesis како една од 5 компании на Digital Currency Group губи 1 билион од овие средства кои што му се дадени на позајмица, а тоа е уствари Gemini Earn програма, која што е од Австралија и која што на овие луѓе кои што ги дале овие средства како влог, требало на годишно ниво да им исплаќа 7,4% yield, односно стейк практично. Но со пропаѓањето на Genesis, DCG нема доволно пари да ги врати на Gemini и на овие луѓе кои што инвестирале. Поради оваа причина, после многу пати обид за преговори, значи моментално Gemini, меновачницата, ги тужи DCG и неговиот CEO. Каде е овдека проблемот? Значи, тоа дека помеѓу себе ќе се тужат од нас не е битно. Најбитно ни е дека Grayscale е една од овие 5 компании кои што спаѓаат во Digital Currency Group. А Grayscale моментално го поседува најголемиот биткоин фонд во пазарот. Крај. 18,8 билиона моментално е вредноста на биткоините кои што Grayscale ги држи во име на останати лица. Значи, он е моментално custody provider за многу голем број на инвеститори во Америка. Затоа што Grayscale го нудеше ова за инвеститори во Америка, не за обични смртници како нас, уште кога нели биткоин не беше популарен. Сега каде е овдека проблемот? Значи, самиот Grayscale како дел од DCG е практично дел и од оваа тужба, односно може да се случи потенцијално и Grayscale да биде држан практично како одговорен за целата оваа ситуација, затоа што е дел од оваа голема корпорација која што моментално должи на Gemini. Сега, не велиме дека Grayscale ќе треба да го продаде својот биткоин за да ги врати овие долгови, но да не забораваме дека Grayscale не држи само биткоин, држи многу различни коини. Голема веројатност е дека ако дојде ред да треба да се плати оваа оштета, а верувам дека ќе дојде со оглед на фактот дека тоа што се случува е реално, значи може да се случи дел од овие валути кои што ги поседува Grayscale да бидат продадени со цел да бидат намирени лицата од Gemini. Се разбираме? Сега овдека е проблемот со кој што се соочуваме. Значи, Grayscale може практично да направи дамп на голем број на токени, без разлика дали е тоа Bitcoin, Ethereum, значи он има многу различни токени кои што ги поседуваат и на тој начин да направи дамп на одредени проекти за да ги подмери долговите на DCG кон Gemini. Тоа е еден од најголемите проблеми. Сега, не заборавајте дека ова е само на почеток, значи тужбата е сега поднесена. Оваа тужба треба да помине преку целата процедура и потенцијално кога на крајот би донела одлука судијата, би се случила ваков тип на ликвидација на овие коини, токени кои што ги поседува Grayscale за да се подмери тој долг. Не значи дека тоа ќе се случи, само ви го кажувам како потенцијален black swan евент кој што може да предизвика потенцијален пат на пазарите понатаму во иднина. Не сега, значи ова е само почеток. Но мораме да го имаме во предвид, затоа и ви го кажувам да го имате како, нели, поим кога ќе кажуваме следен пат што се случува, да знаете дека ова веќе сме спомнали на нашиот канал. Сега Grayscale исто така има втор проблем, каде што овој GBTC фонд, затоа што нели овие биткоини кои што ги поседува Grayscale се практично токенизирани и дадени на оние кои што го поседуваат биткоинот во овој фонд како GBTC. Значи они поседуваат практично хартии од вредност GBTC за биткоинот кој што го држи Grayscale во нивна кастади, во нивно старателство. Проблемот е што моментално SEC, значи сите гомнари во криптосекторот во Мурика потекнуваат од Комисијата за хартии од вредност, која што моментално си игра бог уште малку. Ја верувам дека 18 ќе биде моментот кога ќе заврши целата игра со Гери Гангстер, но нели почекајте, имам нешто интересно во овие делови овдека. Значи вака. Моментално Grayscale, иако е во тужба, практично во судски спор со SEC пред судија, со цел SEC да објасни зошто не дозволил GBTC да стане првиот ETF Bitcoin Spot Traded ETF, се извинувам. Значи, моментално, дополнително поднесува и втора жалба до самиот суд, поради тоа што во исто време Комисијата за хартија од вредност веќе дозволи биткоин, но не биткоин ETF директно тргуван како што се бара, туку биткоин тргуван во противвредностна хартија од вредност. Односно, моментално во Америка може да се купува и продава биткоин на берза, но тоа не е директно биткоин. Туку тоа се само хартии од вредност кои што се pegged, односно врзани за цената на биткоин. Што значи дека вие не тргувате биткоин, вие тргувате само хартии од вредност кои што ја следат цената на биткоин. Сега SEC пред само неколку дена или недела да речем, одобри leverage
Bitcoin ETF. Што значи дека вие дозволувате хартија од вредност кои што се врзани со цената на биткоин да бидат тргувани со 2x leverage, а не дозволувате реалната ствар да биде тргувана. Значи, со кое право, значи ако вие дозволувате хартија од вредност во противредност на вредноста на доброто кое што го тргувате, ја дозволувате, а по истата таа логика не дозволувате истово добро да се тргува на пазарот. Значи, според вас, ова добро е доволно сигурно за да имаме ETF, нели, futures-based spot, извинете, ETF, future-based ETF на биткоин, ама не е доволно сигурно за директно да се тргува на пазар. Тоа е смешно, тоа е жално, како да кажем. И во исто време сега наеднаш future-based давате leverage, а на спот се уште не дозволувате да биде имплементиран. Што е катастрофа. Сега Grayscale поднесе нели тужба против сето ова, втор пат, извинете, жалба против сето ова втор пат. Ќе видиме како се тоа ќе заврши и некои битни работи околу самиот ETF. Сега нели значи ова е Джей Клейтон кој што исто така треба да биде во затвор, но нели во ред, тоа. Джей Клейтон е тој што ствари започна тужбата против XRP, значи он ја поднесе тужбата и си отиде од местото на Гери Гангстер. Ако не сте знаели, ќе бев уште тогаш активен во оваа сфера. Значи Джей Клейтон беше уствари тој што поднесе тужбата против XRP и нормално потоа си замина и го остави Гери Гангстер да ја решава. Како и да е, значи моментално и самиот Джей Клейтон кажува дека не гледа причина зошто Bitcoin ETF не би бил дозволен. Can they say no to a spot ETF? Well, For how much longer? Well, it goes to that issue. I think that when the SEC approved the futures-based ETF, they said, let's look at the futures market. We see the surveillance, we see the... Значи, прашањето од новинарот беше дали и уште колку ќе можат да го задржат Bitcoin Spot ETF. Сега он објаснува дека нели веќе е одобрен Futures ETF или ако не ви јасно што представува ETF, значи само запишете на нашиот канал ETF, таму ќе најдете видео каде што објаснуваме точно што представува Exchange Traded Fund, за да ви биде појасно за да не бидете изгубени во оваа ситуација. protections in that market for the end investor that are sufficient. We don't see them in the spot market, so we're going to make that distinction. I think what the institute... Значи, вели, проблемот е што во фьючерс пазарите наводно увиделе дека има доволно заштита поради надзорот кој што го има, значи надзорот кој што го прават одредени компании за да се тргува ова добро, но тоа истото го нема во спот ETF, односно кога директно би се тргувал биткоин. Institutions are arguing is that those distinctions have gone away, and now the spot product is actually less drag, more efficient for the investor. Сега вели, дека моментално се гледа дека тие стравови дека се веќе заборавени, дека не постои веќе таков страв, очигледно дека не постои. Станува збор за биткоин кој што е отворена книга. Значи тоа се трансакции кои што не можат да се скријат. Да ви каже дека е потребно дополнителен надзор, немате потреба да значи станува збор за отворена книга. Секој може да ги види трансакциите. Значи ова што го зборувате глупости, но тоа е тоа гериатрија како и да е. Значи убаво кажува моментално вика као демек сега од кога се тргнати овие стравови, очигледно вика се повеќе и повеќе изгледа дека спот биткоин е уствари многу полесна и многу поедноставна работа да се воведе и да се врши надзор отколку фьючерс биткоин, што секој што знае нешто за крипто би го кажал, но нели гериатрија прво треба да го свати тоа. Како и да е. Да не забораваме дека гангстеров е уствари проблемот. Сега јас извинувам, но морам да ја прашам една многу битна работа. Дали ви личи на Гаргамел? Јас мислам дека е буквално брат-близнак на Гаргамел Островоите, со тоа што да не забораваме за неговиот сайдкик, значи кој што верувам дека моментално Елизабет Ворен е моментално на тежок период. Јас гарантирам. Значи ако типка моментално спие у последние 2 дена, јас сум Тонио да не се видам. Нејзина цел, значи ова е човек кој што кажа дека ќе се кандидира за председател на Америка со кампања против криптовалути. И сега наедно што бивате трета, четврта, пета нека биде како и да е Ripple, поголемина валута, каде што судија застанува позади и кажува дека не е хартија од вредност. Типка што кажуваше дека сето ова е нели воздух, наеднаш има регулаторна јасност и стои позади него судија. Или во оваа ситуација Азриел. Јас мислам дека има доста голема сличност. Кажете ми ако сум грешка, еве уште еднаш ќе ви дадам, значи ево обрнете внимание. Значи ево Гаргамел, плукна Гаргамел и ева типката Азриел. Јас мислам дури најдов и слика од нив заедно.
Кажете ми дека не е ова исто. Кажете ми, јас ќе почекам, вие кажете ми дека ова не се истите тие. Јас мислам дека ги извадиле штруфови директно од цртата. Но нели, шала настрана, да продолжиме со регуларните вести. Да, како и да е, сега знаеме од каде се, ако ништо друго. А има некоја слично, сега не ми беше јасно, ама сега ми јасно од каде. И конечно, Гери Гангстер, очигледно од како му било звонето, ја признава практично апликацијата на BlackRock. Односно, што уствари тоа значи, многу од овие слики одеа навака и натака. Значи, мене не беше јасно, додека не успеав да најдем оваа соодветна вест. Значи, не е признаен, значи не е дека е одобрен, туку дека конечно апликацијата која што е поднесена е целосна и сега веќе е ставена на разгледување. Тоа е исто кога ќе поднесете тужба во суд, ако некои одредени делови не се јасни или фалат, судот ќе врати тужбата да биде повторно поднесена со соодветни, нели, забелешки што треба да биде поправено. Исто и овдека, значи тоа беше уствари она кога не беше одбиена, туку беше вратена апликацијата со цел BlackRock да појасни некои работи, бла бла бла, не е битно. Како и да е, сега официјално веќе и апликацијата на BlackRock е ставена во процес. Значи тоа е битно дел што треба да го забележиме од оваа вест, да нема спекулации дека не знам бил признат или слично. Сега, колку е битно тоа, значи уште еднаш ќе напоменам. Не заборавајте дека ISO 20022 е уствари механизам по кој што понатаму автоматски многу други криптовалути исто така ќе станат дел од берзите во светот. Сега моментално секоја од овие компании мора поединечно да аплицира за ваков тип на ETF, значи Exchange Traded Fund. Понатаму овие валути директно ќе можат да бидат тргувани како практично дигитални валути, затоа што ќе бидат дел од ISO 20022, односно нема да има потреба од ваков тип на компании да стојат позади ова добро и да вршат кастади, туку ќе можат директно да бидат тргувани. Значи тоа е напредната верзија на ISO 20022 која што моментално се имплементира, а сега за жал ќе мораме да се попираме се уште на вакви ETF, но за жал, како да ви кажам, че тоа е реалноста. ETF представува следното скалило кое што мораме да го искачиме за конечно да имаме општа адаптација прво на биткоин, а потоа и на останатите криптовалути, со тоа што еве во Австралија е поднесена првата апликација за биткоин ETF, директно зборуваме Spot ETF, со тоа што не е ни битно која е компанијата, не менјава ништо, но битно е дека и во Австралија има голем интерес, значи дека голема компанија застанала да аплицира за ваков тип на Exchange Traded Fund. Додека во Европа влегува во сила овој месец првиот Bitcoin ETF Spot. Значи, извинете, првиот Bitcoin Spot ETF. Значи, така треба да кажам. Со тоа што јас ова не го знаев, значи пред една година им била дадена дозвола на овие Jacobi Asset Management, тоа е компанијата која што го поседува првиот Bitcoin ETF, Bitcoin Spot ETF, но истите, како што објаснуваат овдека, не го примениле и не го отвориле овој, да речем, механизам на берзите, затоа што имавме колапс на Terra Luna, кој што понатаму нели го забрза и самиот bear market, што значи дека паметно почекале, додека нели не се стабилизира целата ситуација на криптопазарот, очигледно и со самата регулатива во Европска унија, со тоа што официјално се очекува во текот на овој или наредниот месец да почне со работа, ако не се лажам, во Амстердам, беше само да погледам, да, значи во берзата во Амстердам, во Амстердам, се извинувам, ќе почне со работа практично самиот овој Bitcoin Spot ETF, што е голема работа. Значи, гледаме дека сите ги притичуваат самите муриканци, што е доста добра работа, што еднаш ќе напоменам, не заборавајте ваквото претркување на мурика, која што има доста голема предност, поради тоа што е една од најголемите, нели, економски хабови во светот. Значи, ваквото претркување е добро затоа што голем дел од овие проекти ќе се преселат во овие нови центри и на тој начин ќе се направи децентрализација. За да не може ликови како Гери Гангстер, се извинувам, за да не може ликови како Гаргамел, која ќе им текне да станат и да кажат, знаеш шо, денеска ми текна, овие 5 валути се харти од вредност. Поради оваа причина, ова треба да ве радува. И нормално поради глобалната адаптација. Со тоа што пак ќе го земеме за пример, ова го покажа, ќе го покажа повторно, посебно оние кои што се нови. Значи овој артикол го објаснува тоа што ние го објасниме на самиот канал пред некое време, дека после првиот спот ETF на голд, на злато, значи имаме 350% во плюс добива во цена и во маркет кап ова капитално добро, откако е одобрен првиот
спот ETF. Значи, ова е само за да го погледнете тоа, иако да не забораваме станува збор за период од 2004-2011 година, значи не го заборавајте тој дел, но не заборавајте и дека уште во тоа време на бит на злато, значи самиот маркет кап бил огромен, се разбираме. Значи сега маркет капот негде околу 11-12 трилиони, што значи дека во тоа време ако добил 300% бил 3 пати помал, така, значи бил негде околу 3-4 трилиони. На биткоин моментално маркет капот е 500 билиони, што значи дека ќе имаме многу поголем успех на цената на биткоин за разлика од злато, кој што во тоа време веќе имал многу голем маркет кап. Така да ова е само за да ви покаже дека ваков тип на механизам може дополнително да ја забрза адаптацијата и нормално влезот на капитал во биткоин. Ова е само нешто што нели историски ни покажува дека посебно во Америка, како пак ќе наречем за жал, еден од поголемите економски центри, ова би значило и голема адаптација во светот. Тоа е околу ETF, но иако знаете како, кога нешто ви го кажувам многу пати, ви го кажувам затоа што е многу битно. Значи, ако има доста вести околу тоа, ние се фокусираме затоа што, како што ви кажав, каналот ти гледа да работи на тој начин што ќе ви го фокусираме тоа што е многу битно и од кое што ни зависи адаптацијата на криптосферата и неговиот напредок. И обратно, ако нешто е помалку битно, ќе го оставиме за понатаму. Значи, како што моментално гледате дека не обработиме ниту еден коин затоа што има многу побитни вести на пазарот. Така да нели, воздржете се, ќе стигнеме да направиме се, знам дека некои луѓе сакаат одредени проекти или што и да е, но за жал тоа е времето кое што го поседувам и толку можам да одвојам, така да одиме постепено, го правам ова за вие да добиете најбитни информации во моментот, а нормално како понатаму се движиме и останатите кои што не сметам дека се толку ургентни. Rich Dad Poor Dad, значи Роберт Киосаки е навистина човек што го ценам. Ова е прост пример дека не секогаш геријатрија е лоша работа, значи човекот има смисол за бизнис и очигледно се труди да разбере каде се тоа води. И очигледно верува дека оваа технологија на вистина ќе донесе голем бенефит во однос на профит на сопственото портфолио, а со тоа и на оние кои што моментално го следат. Сега, да не заборавиме, значи јас на крајот од ова видео имам еден голем сегмент во однос на БРИКС и на НАТО, затоа што август 22. Че гледате што ви кажува. Јас ова го бавам веќе една година. Оние кои што ме слушаат знаат точно што зборувам. Значи ова е кажано од Роберт Киосаки. 22 август 2023 година, Јоханесбург, Саут Африка. БРИКС планира да направи сега ова не сум го знаел, ова е негова информација, јас не сум ја нашол нигде. Значи криптовалута со позадина на злато. Дали тоа ќе биде така останува да видиме, но како и да е, ако тоа е така, значи ова е многу блиску до она што ние го спекулиравме. На крајот од денот знаете, имаме направено соодветни видеа во однос на БРИКС што планираат. Значи, ако ова се случи така да имаме криптовалута која што ќе биде во позадина со злато, значи тоа ќе биде многу добра работа, првенствено за самата крипто адаптација, затоа што тогаш веќе сите ќе мора да научат што представува крипто. Макар и таа криптовалута да не е дел од оние кои што моментално ги поседуваме. И втора работа, она што јас постојано го кажувам, значи ова ќе биде последните моменти на доларот на Америка. Значи ево, истото го кажува и он. Роберт Киосаки е човек што има огромен број на следачи, јас сум реално според ваков тип на личност никој ништо, но јас го кажав ова, очигледно он го кажува истото, така да барем ако ништо друго гледам дека имаме исти мислење и тоа ми се допаѓа. Значи, она што јас го кажав, истото го кажува и он. Трилиони долари ќе се вратат дома, затоа што имаме масовна дедоларизација, тоа колку може да цивкаат у позадина тие НАТО ботови, колку сакаат може да цивкаат. Тоа е реалност, јас ќе ви го докажам, на крајот дори имам и соодветни моментално нови показатели што покажуваат дека дедоларизацијата се случува многу побрзо од тоа што би сакале да го признаат НАТО ботовите. И, значи, не, сега овдека он го кажува тоа како најпаметно да се купите злато, сребро и нормално биткоин, кој што очекува оваа година да биде до 50.000, а наредна година да стигне до 120.000. Затоа и уште еднаш ќе напоменам. Значи, како ќе заврши оваа година не можеме да знаеме со сигурност. Зошто? Халвинг. Значи, халвинг е циклусот. Тоа е тоа. Ние купивме на најдлабокиот дел од bear маркетот. Тоа е најбитната работа која што треба да направиме во оваа година и верувам дека јас и сите оние кои што нели го следат нашиот канал, нормално одлучиле за себе си, успеале да го направат тоа. Алокацијата на портфолиото во оваа година е клучната работа која што треба да завршиме. Сега, дали ќе стигне до 50.000 или ќе остане на 30.000,
не ни менува ништо, се додека не дојдеме до следниот халвинг. Но ова е добра работа затоа што гледате, че очекува дека ќе имаме добар напредок од моменталната ситуација, што и мене ми се допаѓа и се надевам дека ќе биде така, и очекува дека 120.000 ќе биде во текот на 2024 година, што значи дека после халвингот очекува дека ќе стигнеме 120.000, што пак ќе напоменам, не заборавајте дека една цела година после халвингот е бул маркет, што значи дека крајот на бул маркетот го очекуваме во 2025 година, не во 2024, значи дека ова е само цена пропратна пред да дојдеме до апсолутниот врв негде во 2025 година, според досегашните биткоин циклуси. Истото очигледно го имаме и од уште една голема корпорација, а тоа е Standard Chartered, чисто за да ви стане јасно за каков тип на корпорација станува збор. Значи ова е една од најголемите банки во светот, значи чисто за да видите, значи моментално има негде блиску до 1 трилион средства под менеджмент, со тоа што нели за да ви објаснам моментално како изгледа и кукава е, значи еве погледнете. Само за да видите колку е голема, затоа и да видите колку ствари вреди нивното мислење, затоа што овие луѓе не туку така донесуваат мислење, че очигледно го мислат пред да го кажат, така. Со тоа што одека за жал не успеав претходно најав многу повеќе работи, сега не можам да ги најдам за жал, како и да е. Значи еве во втората линија овдека беше напишано, значи моментално се наоѓаат во 59 маркети, односно земји, и има повеќе од 1000 ограноци на оваа корпорација, што значи дека е доста голема. Дури и кога се гледа во однос на тоа каде е во банкарскиот систем, значи е 29-та поголемина практично во финансискиот систем институција. Сега, истите го велат истото. 50.000 до крајот на годината, 120.000 во текот на наредната. Значи да надмине 120.000, а колку ќе биде максимум да станува да видиме. Значи и Киосаки и во оваа ситуација Standard Chartered очекуваат голем напредок на биткоин. Оно што ние го дробиме веќе една година на нашиот канал, дека следниот бул маркет доаѓа. И сега да го проследиме самиот Киосаки. Само момент. Многу е жешко на малта на компјутерот да му се работи. Why do you think Bitcoin is going to survive all of this? You're asking the wrong guy. In financial education, there's fundamental trading and technical. Technical is up and down. So when I saw Bitcoin go to 20,000, I don't know when it was, then it dropped down to $1, so it's toast. But then it came roaring back. So when it hit 6,000, I bought 60 Bitcoin at 6,000. Значи ова зборува кога стигнал биткоин на 20.000, тоа беше бул маркетот во 2017 година, крајот 2018 почеток. Јас бев на брод и седев во една од стаф мензите, кај што нели јадеме офицерите и што се стаф на бродовите, и на телевизорот оди во позадина 20.000 биткоин, прв пат, тоа е бабл, готово, ќе оди до крај. А јас веќе бев инвестиран во некои криптовалути, посебно во тоа време во Ethereum, но ова беше прв пат кога јас го видов ова, очигледно он го проследил истото и вели, после 20.000 многу луѓе викаа дека ќе оди до $1, до $0, очигледно тоа не се случи, вели, но кога почна повторно да се движи нагоре, кога стигна 6.000, дека јас купив 60 биткоин. I think today it's at 20,000. Yeah, it's around about 21,000. Yeah, but so the more I'm in it, the more I realize it has sustainability. Вели, сега ова 20.000, тоа што дека разговараат кога бевме буквално во апсолутниот bear market, значи на самото дно. Но вели, колку повеќе сум во него, вика, толку повеќе гледам, вика, дека има sustainability, односно одржливост на овој пазар. So the reason people buy Bitcoin is the same reason I buy this and I buy this is I don't trust this. Вели, причината поради која што вика луѓето купуваат биткоин, е вика истата причина поради која што ја купувам, покажа злато и сребро, коини, затоа што не верувам на зеленава тоалетна хартија која што ја држи, која што на 22 август ќе можеме да ја пиеме вечна ја памја, време. Така да, ево ова е тоа што ви го кажува и Роберт Киосаки, што јас ви го кажував, а на крајот ќе ви го покажам со уште некои интересни факти, но нели, ќе почекаме да дојде 22 август, па ќе видиме како и да е. Значи јас не очекувам да го тоа се случи преку ноќ, но тоа е почетокот на крајот на долар. Тоа е тоа. Дали вас се допаѓа или не ме интересира. Тоа е реалноста. Моментално ова јас го зборувам со факти, веќе не знам колку видеа поредни го имам покажано. Значи факт е дека повеќе од третина од земјите во светот
се обидуваат активно да престанат да користат долари и користат меѓусебни валути за меѓусебна трговија. И факт е дека БРИКС со вклучувањето на 20 нови членки кои што чекаат на неговата врата, автоматски ќе има голем дел од најголемите економии во светот, кои што не се гериатрија 7, и истите ќе го исчистат доларот од собствената територија. Дали ви се допаѓа вас или не, тоалетната хартија со зелена боја ќе има вредност толку. Тоалетна хартија со зелена боја. И ова е само за да ви покажам, ова е во Ел Салвадор, за да видите колку е лесно да се купи. Значи, таму моментално се користи буквално постојано. Значи, таму биткоин е средство за продавање, купување на секојдневен момент. Во Макдоналдс да видите како изгледа една обична трансакција кај што си купувате јадење. Значи, одбрал што ќе јаде, бира опција биткоин, значи стварно едноставно. Така ќе биде светот, верувајте. Дали ќе платите со биткоин или со кредитна картичка, одбира биткоин, му дава QR код, вие го отварате вашата апликација, во оваа ситуација че секој има различен wallet, нормално, и ова е се направено преку Lightning Network. Тоа е тоа. Праќате, откако ќе ги прими самите пари, вас ви е практично платено, тоа е тоа. Значи нема никаква филозофија, нема никаков страф, значи ова е иднината. Вака ќе изгледа иднината во однос на плаќање со криптовалути. Гледате колку едноставно, од вашиот новчаник не ви треба банка, не ви треба кодови, пинови, пукови, ништо не ви треба. Скенирате обичен QR код, притискате send, приказан да завршува. Тоа е тоа. Така да нема потреба од страф. Значи да ви биде јасно. Иднината ќе биде многу полесна од тоа што моментално луѓето го очекуваат. Сега битна работа која што сакам да напомена пред да продолжиме со останатите криптовалути кои што имаме некои вести интересни. Значи првата работа. Larry Fink, кога ја даде оваа изјава во однос на криптовалутите, сакам да забележите еден многу битен момент. Ниту во една реченица од ова што ќе каже моментално не кажува биткоин. Проследете што ќе каже, па ќе разговараме на крај. More and more global investors are asking us about the role of crypto. Вика се повеќе и повеќе вика глобални инвеститори не прашуваат за улогата на крипто. And as I said, I do believe a lot of crypto is going to be, it's an international asset. И како што реков, верувам дека крипто, не биткоин, крипто представува интернационално добро. It has a differentiating value versus other asset classes, but more importantly, because it's so international. Значи вика има различен тип на вредност од други добра и вика најбитно затоа што е вика интернационално. Не забравајте дека сите овие работи кои што ги тргувате харти од вредност има вредност само во државата во која што ја тргувате. За разлика од тоа, Кардано е Кардано и во Кина, и во Јужна Америка, и во Северна Норвешка, ме разбирате? Значи Кардано е секде Кардано. Тоа е неговата интернационалност. Исто и за Етериум, и за Солана, и за останатите. It's going to transcend any one currency in currency evaluation. If you just look at the value. Значи вели ќе ги надмине вика, ќе надмине било која една валута затоа што е интернационално. Of our dollar, how it depreciated last two months and how much it appreciated over the last 5 years. I mean, a international crypto product can really transcend that. Вели, ако го погледнете доларот вика и колку вика моментално падна во вредност во последните 2 месеци и колку падна вредност во последните 5 години, вика ви станува јасно вика дека интернационална криптовалута вика може да го надмине тоа, односно да биде подобра од доларот. Што моментално Киосаки го кажа за потенцијалната криптовалута на БРИКС. And that's why we believe there's great opportunities, and that's why we're seeing more and more interest. And that interest is broad-based worldwide. И вика, затоа гледаме вика се повеќе, значи затоа се повеќе веруваме вика во ова и гледаме вика се повеќе интерес вика низ целиот свет. И пак ќе напоменам, дали во некој момент каже биткоин, дали го слушнате вие да каже биткоин, што значи зборува за целиот криптопазар, тоа што јас постојано ви го кажувам. Нема една компанија која што може да произведува се во целиот свет. Не постои такво нешто. Тоа значи дека ќе има повеќе. Ќе станува збор за пазар во кој што ќе се одвојат шампионите од останатите. И тоа е моментално што јас ви го кажувам тоа. Се наоѓаме на еден чекор пред масовна адаптација. Па Larry Fink, најголемиот капиталист во светот ви го кажува тоа. Па жално е да чекате дека само биткоин ќе успее. Тоа е жално и пат ќе кажам. Значи ја не можам да разберам
не гледате ли дека сите други валути исто така успеваат? Но нели, останува да видиме дали сум јас управо или оние кои што мислат дека само биткоин ќе биде иднината, но како и да е, нели, продолжуваме понатаму. Секој има право да на свое мислење и да инвестира во што сака, така да продолжуваме понатаму. Cardano Hydra Pay, многу интересна работа, каде што Hydra, ако се сеќавате, надграбата во која што Cardano, самиот Cardano блокчейн со 1000 трансакции во секунда може да биде користен од секој засебен проект во Cardano екосистемот преку ова Hydra надграба. Односно, Hydra надграбата представува second layer солуција, погледнете, имаме посебно видео за истата, каде што практично секој од овие проекти може да користи Hydra за самиот свој проект, со тоа да не мора да го заситува овој број од 1000 трансакции за целиот екосистем. Значи, Hydra представува second layer солуција, каде што во оваа ситуација моментално се прави апликација, каде што ќе биде исклучиво за плаќање, каде што секој од овие луѓе плаќаат, да речеме одредена сума во Cardano, кои што одат оф-чейн, значи ова е главниот чейн на Cardano, каде што оваа апликација моментално ги подмирува сметките помеѓу овие луѓе надвор од главниот чейн и потоа во една трансакција сите овие Cardano ги внесува во еден блок. За да видите колку е брзо ова, значи овде ќе има едно видео, значи секоја чест. Јас ќе ви го покажам. Ова е моментално тестнет во кој што активно човек праќа повеќе пати иста трансакција на друг човек на Hydra Pay. Погледнете го. Само да го отвори два пати. Значи, погледнете се. Само момент. Добро, денеска не му е нешто денот на компјутерот очигледно. Значи, гледате како изгледа Fast Finality на Hydra. Значи, Hydra Now, тоа е апликацијата што е утеснет. Моментално ова ни е практично на кого праќа, значи некој си лик ПЧК, и се гледате, става пратено. Гледате овде. Како се одземаат, гледате. Значи гледате колку брзо и веќе е пратено на другиот, тоа е тоа, завршено. Значи ова е финалити, се разбираме. Ова што моментално он ги праќа овие суми, директно се стасани на другата страна веднаш. Еве толку е брз. Гледате. Значи гледате колку брзо го зема ова од вашиот практично wallet. Приметувате? Толку е брза моментално Hydra на оваа апликација, останало да видиме дали се тоа ќе биде нормално имплементирано како што треба. Ова е само тестет на кој што покажуваат како брзо изгледаат плаќања со нивната финалност во секунда помеѓу еден и друг, и тоа овде е запишано дури каде е човекот, значи тиммейт на друг континент. Значи едниот на другиот му праќа од континент на континент. Не се во иста соба, така. Следна работа околу самиот Cardano е сега овдека искрено ќе ви кажам, значи по големиот до овие надграби јас не ги разбрав со оглед на фактот дека станува збор за различен тип на интерпрограмски надграби, како што на пример гледате имате различни тимови. Едниот е DB Sync тим кој што работи на интеграција на DB Sync на сега значи овој дел на пример јас колку и да се обидувам, ја треба да имам навистина длабоко познавање да знам што уствари сакаат да кажат овдека. Значи станува збор за различен тип на тимови кои што гледате, значи друг тим Lace работи на Cardano JS SDK Updating the TX Builder. Значи, како да ви го објаснам кога јас не го разбирам, ако некој го разбира, нека запише во порака под самиот текст, под самото видео. Исто така и самата Pluto скрипта, гледаме дека прави моментално надграба на Pluto скриптата, тоа е програмскиот јазик кој што се користи за програмирање на Cardano апликациите. Дополнително гледаме дека се случува и надграба на Hydra, надграба на Mithril, тоа се двете најголеми надграби моментално на Cardano во овој момент, и се работи на CIP, односно Cardano Improvement Proposal 1694, годината на раѓањето на Паскал, ако не се лажам, каде што, тоест не беше, не знам кој беше, овој што име последниот, Волтер, се извинувам, Волтер, последната епоха, каде што се работи, како што кажавме, на целото децентрализирање на Cardano. Со ваквото реализирање CIP 1694 ќе имаме целосна децентрализација на Cardano и IOHK и самите претходни органи кои што биле дел од да речеме одлучувањето за Cardano веќе нема да има никаква моќ во оваа криптовалута. Знам дека е малку долго, но имаме доста да кажеме, па затоа и малку се здржавме денеска. Гледате дека се обидуваме што можеме побрзо, но кога имаме време се обидуваме максимално да го искористиме. Овој артикл ни кажува дека постојат некои нови играчи во метаверс секторот, со тоа што Nemesis, наводно според овој артикл, добива дури поголема вредност од Sandbox. Мене ако ме прашувате, Sandbox е моментално најдобар. Значи Nemesis искрено не го познавам овој проект.
ова е прв пат што се запознавам со него, затоа што немам време да следам и нели моментално метаверс, значи на вистина понатаму се обидувам нашиот тим да го вголемам, за да имаме човек кој што ќе следи и на ваков тип на нели соодветни, да речем, сектори, како што е посебно AI, посебно метаверс, но тоа понатаму, сега за сега мораме да го правиме тоа овие неколку што сме, секој со својот сектор, како и да е. Гледаме дека моментално на ова Nemesis е на прво место, а Sandbox се наоѓа доста далеку на кој и да е ова место, како и да е. Че ова се некои оценки во однос на тоа какви се нивните перформанси моментално. Ова е тоа Nemesis, значи искрено не сум го видел, гледам дека моментално се продава земја на него, значи може да купите практично, но повторно јас не бил рандом да купувам на било кој од овие метаверси, затоа што не знаете која ќе биде нивната успешност. Така да сега за сега, јас и понатаму продолжувам со Sandbox, кој што според мене е еден од фаворитите, нормално имаме направено и соодветно видео за него. Моментално во следната недела битна работа која што треба да знаете е дека ќе имаме практично отклучување на токени, со тоа што овдека се токените кои што ќе бидат отклучени и нивниот процент од маркет вредноста, значи Aleph 0, A0 0.71 на неговата маркет вредност, Lockshare, LOX 5.34. Сега ќе ви ги прочитам, нормално може да го најдете овој едноставно артикл, само запишете го ова. Потоа имаме Cypher со 20.6, ChainGPT со 48.3, ICP со 0.76, значи ова се големината на токените кои што ќе бидат внесени, што значи дека ќе имаме инфлација односно намалување на вредноста за оваа количина. Wilder World 2%, BitMEX 18.5%, GameFi 3.11%, WeWay 9%, Crypto овдека не пишува за жал, значи ова е препоставувам првиот токен, не знам, препоставувам. Aptos 2.16%, FT Fraction Protocol 44.2%, Boba Network 2.2%, Games for Living GFAL 33.1%, Radar 25.4%, Sweet Economy 5.8%, RSS3 5.7%, може би сте купили некој затоа и ги читам, UXD односно UXP 3.38%, Buy Economy 3.7%, Ali 7.25%, Everdome 8.74%, Zebek 42.3%, Fitburn 1, добро, ова е препоставам прво отклучување, затоа и нема ваков сегмент, BitDAO 11.1%, Synthetix SNX 1.18%, NIM 3.5%, High Street 7.3%, Yumi 4.65%, ма доста ги има, Sidus 18.5%, IGU 65.6% и Uniswap 1.44%. Че ова се токените кои што ќе имаат отклучување оваа недела, имате во предвид, да не случајно имате ваков тип на коин, па да имате пат да се збуните од каде се тоа. Исто така да не забораваме дека Celsius е една од оние големи криптоменувачици кои што пропаднаа, каде што конечно после една цела година Алекс Машински е уапсен и ќе биде тужен за измама, со тоа што да не забораваме дека во исто време, за жал, извинете уште еднаш за ова, се надам дека не сте дел од Celsius, тоа беше доста жална приказна. Значи 13 јули, гледате дека е нов датум, моментално 64 милиони вредни токени ќе бидат продадени и заменети за биткоин и етериум, што е дозволено од страна на судот. А извинете, уште повеќе. 170 милиони е вкупната вредност, ова се само овие три. Значи 170 милиони, меѓу кои најголемите се 19 милиони Chainlink, 14.7 милиони на Polygon, 7.5 милиони на Aave, 6.1 милиони на SNX Synthetix и некои други како Uniswap, BNB, 1inch. Зошто е ова битно? Затоа што ваквиот дамп на пазарот ќе ја намали цената на овие токени, да се надеваме дека ќе бидат доволно паметни ова да го направат over the counter, за да не предизвика пат на цената на овие токени. Значи не е пишано кога ќе биде ова, но ќе гледаме да практично следиме кога ќе се случи, за да ви најавиме нормално. Значи ова е само за да ви кажеме дека овие коини ќе добијат некаков тип на мал дамп. Е ова е она што кажавме, еднаш, Good morning, St. Louis. This is Ava with your money report. Speaking of money, you can say goodbye to physical cash. As Jerome Powell announced that our very own government will launch its very first instant centralized digital payment system.
Значи, девојката кажува, вика, може вика да кажете, вика, чао, вика, на кешот, не само во Америка, од целиот свет, значи тоа што ја кажувам, доаѓа, не е ова моја измислица, целиот свет го гледа ова, и вели дека ова почнува со самиот Джером Пауел, кој што моментално го спроведува FedNow, што ние го обработивме детално. Сега типката ќе каже истото во кратки црти што го кажавме и ние, за да видите дека ова е реалност. You are very similar to Cash App and MobileCoin. The founder of both of those companies was found. Значи ова е многу слично вика на Cash App and MobileCoin, некои апликации кои што ги користеле очигледно за плаќање во Америка, со тоа што не знам дали следевте, но ова беше човек кој што беше избоден на паркинг и умре, но ова бил човек кој што ги поседал овие две компании, сега дали е поврзано не знам, но они го спомнуваат тоа. Stabbed to death in San Francisco and no word on a suspect. But anyway, back to this FedNow digital payment system. Here's what we know so far. The federal government will charge you $25 per month for each bank account that is transferring and receiving payments. Example, if you primarily use two different bank accounts to do your online shopping, you'll be looking at $50 a month. Значи вели вика ќе биде наплатено вика $25 вика месечно за да имате сметка на CBDC. Се разбираме, ова е CBDC. Кој ви кажува обратно, тоа е лага, CBDC. Че $25 ќе треба плаќате месечно, што вели вика ако имате две сметки вика автоматски тоа се $50 месечно. Additionally, you will be getting charged 45 cents per transaction. И ќе плаќате 45 центи за секоја трансакција. Example, if you're doing some online shopping and you purchase items from two different sites, you'll be charged 90 cents in transaction fees. Now the federal government can track what you choose to spend your money on, and if they don't want you to buy it, they don't have to release those funds. Ево, тој дел што е најстрашен. Вели, сега вика федералната влада вика постојано следи што купувате. И вика ако самата не сака вие тоа да го купите или не поради било која причина не се допаѓа, можеби не знам, дошле од Русија добрата, вика само нема да ги дозволи вика средствата вика да бидат платени, што значи вика автоматски не може да купите тоа. This program will launch this year in July. The question is, are you ready? Оваа програма ќе биде лансирана сега во јули, дали сте спремни? Имате го тоа пред. Значи тоа е она што јас го кажувам постојано. Значи многу луѓето не се спремни, не знаат што доаѓа, но тоа е жално. Се надевам дека повеќе од луѓето ќе се заинтересираат за ова затоа што ова представува директно запирање на нивната слобода. Сега за крај и уште некои интересни работи кои што морам да ги споделам со вас, тоа е доста битно. Значи оние кои што не се заинтересирани за геополитика, слободно може да го исклучат сега моментално видеото. Значи геополитиката е еден од клучните фактори за стабилноста во светот. Без стабилност во светот, економските пазари страдаат. Знаете и сами дека секој почеток на војна прави дамп на пазарите без разлика кој се и кај се, и секој крај на војна прави памп на пазарите. Со тоа што колку е поголема војната, толку е поголем дампот и пампот, очигледно. Сега, да не заборавиме дека имаше НАТО самит во Вилниус, Литванија во 2023 година пред само неколку денови моментално, каде што се одлучи ништо. Значи гледав многу анализи на овој самит, гледав и нели изјавите од страна на сите овие бубашваби кои што се собираат овдека. Ова е така речено се што треба да знаете за овој самит. Ова е тој голем клуб на LGBTQ НАТО заедница, а ова е кога сте селјакот кој што го користат како кондом во оваа ситуација. Значи, дали вас ви се допаѓа ова или не, тоа е реалноста, дали сте увредени или не, тоа е реалноста. Пак ќе напоменам, имате други канали, слободно, unsubscribe, гледајте, имате таа куп луѓе што ќе ви кажат како НАТО ќе победи, нели, ако сакате хопиум, како и да е. Значи, вака изгледа кога сте заев од Украина и кога ќе си ја продадете државата, ќе умрате еден куп луѓе од вашата држава, а екипава не сака ни здраво, или па не сака некој да застане ни мовете да направи. Истиот овој кондом, кога дојде во Вилнус, зборуваше како ова е неприфатливо, НАТО треба да не земе, ние треба да бидеме членка, а НАТО му рече ќе бидете членка по завршувањето на војната. А како ќе заврши војната останува да видиме и дали ќе има Украина која што ќе постои за да се приклучи на НАТО, исто така останува да видиме, што е жално, но нели поради вакви тиквари, значи голем дел од украинците моментално страдаат на фронтот и вакви предавници се причината поради кој што моментално целата држава крвари само за он да биде на оваа феста овдека, нели да биде славен и нели да биде екипа со НАТО. Значи зошто е ова толку битно? Затоа што колку повеќе трае ова LGBTQ НАТО забава, толку повеќе целиот криптопазар ќе биде во неизвестност. Значи мора да заврши оваа војна
за да добиеме стабилизирање прво на прехранбените продукти, кои што потекнуваат од Русија и од Украина, кои што се 25% од житните продукти во целиот свет. Ваквото стабилизирање на овој пазар конечно ќе донесе и стабилизирање на инфлацијата, која што напоредно ќе донесе и стабилизирање на гериатрија председателите на централните банки и нивните глупави политики, и на тој начин ваквото стабилизирање ќе помогне во рехабилитирање на целата економија и почнување на се буll маркет. Гледате како сето тоа е поврзано. Значи не е ова затоа што јас сакам да ви зборувам за НАТО или за БРИКС, тоа е реалноста. Мораме да гледаме големата слика. Ова е големата слика и овие шутраци треба конечно да престанат да се инатат на Русија. Војната е загубена, дали вие сакате или не, тоа е реалноста, и конечно кога ќе му биде досадно веќе од убивање на украинци на овој морон, треба да запре, да застане, да подпише било каков договор со кој што можеби ќе му остава 2 села од Украина и да запре оваа војна, затоа што он таа војна нема да ја добие. Ниту он, ниту овие шутрациве кои што моментално се само, знаете како, верувам дека сте учеле за оној турски систем кај што султанот е султан, тоа е во случајов Мурика, а оваа екипа ваму се спахи. Значи овие се тие наместници кои што имаат, да речем, некој имот и они се должни, кога ќе каже султанот во Мурика дека треба да се војува негде, да соберат вакви селанчиња како овој и да се борат на страната на султанот. Еве ова е тоа, значи ова е феудална империја на чело со Мурика, која што наскоро првенствено поради падот на доларот ќе пропадне, а потоа и нормално поради шутраците кои што ги гледате овдека моментално, кои што се еден голем клуб од кој што вие не сте дел. Се разбираме? Тоа ако ние што ќе влеземе во Европска унија, така и овие ќе влезат во НАТО. Никогаш, тоа да ви биде јасно. Така да, нели, да го преминеме сето ова и да се вратиме во реалноста, каде што и нивните, значи соодветни зборуваме, да речем, специјалци во одредени сфери, кажуваат дека е крај на доларот. Значи, ex-CIA, ова е на 9 јуни 2023 година, кажува дека доларот е крај. Тоа е тоа. Значи, и овдека ги набројува точно факторите зошто е тоа така, со тоа што уште еднаш ќе напоменам, значи и самиот кажува дека е крај поради ситуацијата со БРИКС. Односно, како што јас ви го напоменав тоа 1000 пати, еве го кажува истиот и он, 22 август можеме сите да седнеме и да пееме вечна е памја, умре кралицата во Англија, со тоа, нели, време и единствениот кој што е стар како кралицата, тоа е доларот во светов, и он да си се врати назад во Мурика, така да, еве ви го, значи директно кажано од страна на дечкото, што е, нели, адвајзор на ЦИА и на претходен кабинет за нешто што не е ни битно. Значи, многу луѓе го согледуваат тоа, многу луѓе се обидуваат да не го согледаат, поради тоа што, нели, е болно, но тоа е реалноста, светот се менува, сакале ви или не. Уште еден показател за тоа е моменталниот дампинг на обврзници на Америка од страна на оние кои што највеќе ја поседувале. Гледате, че тоа се случува кога сите продаваат, Англија купува. Доста паметно. Значи овдека имаме споредба од јануари од 2003, 2013 и 2023 година. Со тоа што, значи Кина, која што беше една од најголемите купувачи на американски долг, за последните 10 години истата за 50% ја намалила количината на американски долг. Зошто е тоа така? Затоа што се повеќе и повеќе се намалува довербата во доларот. Може да видите дека и нивните партнери, четвртата по големина економија во светот, Јапонија, ја намалила својата, да речем во оваа ситуација, изложеност на доларот за 30%. Значи, кога и Јапонија не верува во едината на доларот, која што е братска земја со Америка, што да кажам за останатите кои што не сакаат ни да слушнат за доларот. Значи ова е само за да видите како тоа изгледа, а за да видите како изгледа тоа уште повеќе, значи не се ова, значи гледайте сега, 2013, значи почетокот на овој дамп на значи обврзници на Америка од страна на Кина е благ. Но гледайте што случува после 2018 година. Гледайте што случува после 2022 година. Сега, имавме една скорешна посета на уште еден представник на гериатрија, ова е шампионскиот тип на гериатрија, репрезентација Мурика. Значи, само да ви покажам интересна работа. Истата таа квачка беше пратена у Кина за да им каже, пазете зашто е пратена, дека овој свет е доволно голем за двете земји да успеат заедно да напредуваат.
Од каде реторикава од ние сме најаки стигна до дај можеме заедно, така, од каде сега стигна реторикава таму? Еве ќе ви кажам. Ако се правите мајмун на Кина моментално, која што поседува повеќе од 1 трилион обврзници на Америка, може истата, се извинувам, околу 800 билиона, се извинувам, може истата во еден ден да ги продаде. Се разбираме? Со таквата продажба ќе направи толку голема нестабилност во Америка, па нека му мислат после тоа. Со оглед на фактот дека на крајот од денот и двете економии се зависи една од друга. Значи Америка е најголемиот конзуматор, а Кина е најголемиот производител. Очигледно е дека има колку и да не се сагаат едни со други, взаемноста е повеќе од битна. Значи во оваа ситуација вие практично, ако се случи такво нешто да Кина направи 800 билиона дамп на доларот, ајде сега да разговараме помеѓу мене и вас отворено. Ако вие сте еден од претседателите на БРИКС, кој што треба да има самит моментално во 22 август во оваа година, и доларот ви е се уште главната пречка за да имате вие ваша валута, а имате моментално картата да ако направите дамп на овие останати 800 билиони вредни обврзници на доларот и направите целосен колапс на доларот во вредност, нема да го направите тоа. А тоа ви понудува да имате нешто што вие ќе го понудите како замена за вредноста на доларот, која што очигледно мораше и бабава да пратат да ги убедиjo кинезите да не ги продаваат овие обврзници. Значи тоа беше единствената цел на оваа посета. Аман дета де има место за двајцата, не ги продавајте овие 800 билиони, пошто покрај инфлација и нестабилна економија, само тоа им фали моментално, па уште се силат дека ќе се борат и у Тајван, и у Украина и не знам каде. Значи, нели, да бидеме јасни, 22 август не е само момент кога доларот ќе падне. 22 август е момент кога целата оваа западна хегемонија ќе падне. И тоа треба да ве радува многу, затоа што на тој начин ќе имаме децентрализација и на економската моќ во иднина, децентрализација на целиот овој свет кај што само Америка и Европа кажуваат што е правилно, вклучувајќи и криптовалутите, да бидеме јасни. Значи моментално центрите на крипто се преместуваат многу од западните земји. Ако се сеќавате во претходниот бул маркет, оние кои што биле присутни, по големиот дел проектите и капиталот беше од западните земји, за жал, од Мурика и од западниве тапогласци во Европа. Сега моментално главниот капитал доаѓа од арапските земји, доаѓа од Сингапур, доаѓа моментално и во Хонг Конг постепено, значи еве дури и во Австралија гледаме дека имаме голем напред на сето ова. Значи дека целата оваа геополитика се менува, а со тоа и економијата. Мораме да се прилагодиме. И нормално, најголемиот проблем во целата оваа ситуација е дека ваквото поднесување на предлог за криптовалута или валута или златна валута или што и да е решението кое што моментално ќе го има БРИКС со цел да го победи доларот, ќе биде отворена војна помеѓу Западот и Истокот. Уште еднаш ќе напоменам, криптовалутите се клучен момент каде што може да се најдете во неутрална средина, каде што верувам дека многу од луѓето ќе го имаат истото мислење. Дај да си купам биткоин, па кој ќе победи од овие лево и десно, ќе си земам после од тоа. Значи јас така гледам на работите, за вас не знам, затоа што на никого не може загарантирана победата, без разлика дали навиваме за едните или за другите, на крајот од денот не можеме да знаеме кој ќе победи. Така да имате, нели, уште еднаш, гледајте го ова од аспект на профит. Значи, тоа е главната работа која што се обидуваме да ве научиме како канал. Поставете се економски за да профитирате. Значи, дали ќе победи едната или другата страна, вас сега за сега многу нема да ви смени. Но ќе ви смени економски ако се наоѓате во она средство кое што е неутрално. Дали е тоа злато, дали е сребро, дали е биткоин, дали е етериум, дали е нафта. Тоа се средства кои што се неутрални. На крајот од денот и едните и другите се потребни на едната и на другата страна. Но ако поседувате долар или ако поседувате юен, тогаш вие завземате страна и не сте сигурни како тоа ќе реагира. А нестабилност ќе дојде сигурно. После 22 август јас сум сигурен дека ќе имаме нестабилност на пазарот и дека таквата нестабилност ќе се одрази многу на валутите, посебно на западните. Останува да видиме. Како и да е, додека не видиме што ќе понуди БРИКС на 22 август, можеме само да спекулираме. Но мораме да го проследиме ова и да се подготвиме соодветно. И пак ќе напоменам, бидете неутрални, тоа е најдобро за вашето портфолио, а па навивајте се за кого ќе се навивате. Макар и да сте од LGBTQ НАТО заедницата. И на крај нормално гледаме дека, значи според одредени податоци, Индија е на пат да ја надмине економијата на Америка, каде што веќе Кина тоа го направи, значи со тоа што Америка ќе стане трета економија во светот, не втора,
Значи Кина веќе го направи тоа, така да останува да видиме. Се надевам дека нема да биде ни економија веќе, но нели тоа е мое надевање. И за оние кои што многу им е тешко, значи јас уште еднаш се извинувам, но еве да ви кажам, значи не може да го уапсите човекот кој што поседува најголема количина на нуклеарно оружје во светот. Не Америка, не Кина, значи Путин поседува најголема количина на нуклеарно оружје во светот. Не можете вие да го уапсите затоа што така им текнало на мрсулите во Хаг, кои што ги апсеа македонците и србите кои што се невини во одбрана на сопствените земји. И сите кои што потекнуваат од славјанска крв, славјански род. Така да уште еднаш ќе напоменам, нека си кукаат и нека си плачат овие НАТО ботови во позадина, значи ќе се одржи самитот. Јужна Африка веќе дала соодветни имунитети на сите представници кои што ќе дојдат, затоа што треба да дојдат представниците, односно претседателите на сите овие држави кои што се основни членки на БРИКС. Така да тоа ако сонувате дека Путин ќе биде уапсен, значи не знам што да ви кажам, продолжете и понатаму да се сонувате, че тоа е смешно дури и кога ми го кажаа. Значи пак ќе прашам логика на стварите. И сега вие ќе го уапсите човекот кој што ги поседува најголемата количина на нуклеарно оружје кое што може утре во тек на 5 минути да стигне во вашиот град и вие не можете да го спречите тоа. Значи јас можам да ви гарантирам дека ако Путин е уапсен, Хаг нема да постои пред Путин да слета таму за да му биде судено. Па сега нели вие како сакате понатаму, значи тоа е реалноста и уште еднаш ќе напоменам, значи овој клучен датум 22 август не е за разлика од ова Советот на педофилија овдека. Значи, овој е клучниот датум кој што веќе и западните земји се свесни дека целосниот рамнотежата на моќ во светот комплетно е променета и моментално оди на исток, така да тоа е реалноста и мораме да видиме што БРИКС ќе понуди. Уште една битна работа пред да завршам со ова видео е тоа што јас слушам некои одредени канали кои што се многу поупатени, дека моментално на вистина што и да е решението кој што ќе го понуди БРИКС ќе биде во подкрепа на злато, значи во позадина ќе има злато на таа вредност, што и да е тоа, со тоа што напоменуваат дека дури понатаму каква и да е таа вредност, дали е валута, дали е криптовалута, што и да е, во било кое време, значи тоа е планот долгорочно, да може во било кое време сите членки на БРИКС да може да го заменат тоа што го поседуваат во валута или криптовалута во противвредност на злато. Останува да видиме како тоа ќе изгледа, но верувајте ми, јас одвај чекам. Значи ова ќе биде целосен пресвет во светот кој што ни е потребен, или овие двајца многу добро си кажаа еден на друг, ова се промени кои што светот не ги видел 100 години, или уште од кога кралицата Викторија била на млади години, до 18, со оглед на фактот дека умре на 320, така нешто. Уште еднаш ви благодарам, знам дека ова видео беше подолго, но имавме доста материјал кој што не успеав да го направам во текот на неделата, така да се собра, се надевам дека ви се допадна, како и секогаш, и нели за крај би сакал само уште еднаш ова љубовно дуо да ви го покажам. Значи тие се тие кои што највеќе страдаат деновиве, ве молам, разберете ги. Значи не им е сеедно со оглед на фактот дека едниот ќе биде опуштен, а другиот веќе ќе стане небитна фаца во американската политика со оглед на фактот дека борбата која што водите е официјално изгубена со оваа пресуда и со тоа нели можеме денеска да завршиме ова видео, како и секогаш. Значи ова е македонски канал за македонци, единствено што барам од моите сограѓани каде и се во светот, ако ви се допадна оваа тематика или ова видео, да го препорачате на оние кои што би имале што да научат од истото и нормално лайк, шер, сабскрајб, коментар, овдека сме одговориме на сите, со тоа ни помагате YouTube алгоритмот да го прошири овој материјал што повеќе. Па се гледаме во следното видео. Поздрав и одиме на плажа на Скара. Чао!